Опиши ја совршената девојка. Може да некој од фановите се најде. Некој може од? Тие што ти се фанови, може ќе се промени. Не, знаеш, од секој што му мрзала прашање типот на Не, совршена, туку... Сака тигрести дезени. Не, реално, Супер, како мал секој што мисла дека ми е битно да е убава. Не, општо и карактерно и... Па, да. Меѓутоа, после неколку заљубувања од типот на сериозни врски, сватив дека убавината е стварно само површна работа, не е ова чисто формула да кажем, него стварно површна работа, дека нешто што најмногу ми исполнува е самиот значи карактер да има разбирање за се што правам јас во мојот живот и обострано, нели како и јас неа. А дали е црна, дали е плава, дали има зелени, плави, црни очи, дали има пократки пологи нос, за тоа у прилог ми иде нормално да е згодна. Да е згодна. Потоа згодно, значи разбирам да си има колк, да си има гради, да си има нели задник, се до тоа, меѓутоа не ми е тоа воопшто значи пресудно. Ја ти гарантирам дека многу од звезди сега што се кај нас, дека не би биле звезди. Мислам да ми го гарантираш тоа. За гарантирај ми со честен збор дека Игор Митровиќ за скоро време ќе биде у топ 3 македонски пејачи, пошто го заслужува тоа. Ти гарантирам дека Игор Митровиќ... Со честен збор. Како? Честен збор. Честен збор. Фала ти. Со оглед на твојот карактер, однесување и нели функционирање во текот на денот, сметаш дека стварно имаш фанови или македонскиот народ сметаш дека се оние кои уствари се хейтери, а ти обожаваш да ги викаш фанови? Сметам дека имаш стварно повеќе фанови отколку хейтери. Сметам дека оние кои што те хейтаат многу повеќе ти прават публика и некако значење на зборот фанови има со различно значење од хейтери. Јас сметам дека мене не може никој да ме хейта или те сака или може да ме обожава, а оние кои што имаат оние кои што имаат нешто против мене, сметам дека нешто не е уред со нив, затоа што сметам дека вакво совршенство не може да имаш нешто уред со мене. Исто ја мислам така за Така да. Не знам. Супер одговор, фала. Дали си бил некогаш лудо заљубен? У себе од секогаш. Не, не, друг не. Јас стварно не знам како е да сака некој толку многу лудо, да се плаче по некој. Па добро, да ти се плаче, да ти плаче душата. Не, па мислам ако ми плаче душата, сигурно би плачел ја, немам потреба да добра моите емоции. Не. Не? Дали си раскрил нека? Како бе? Сам со себе, ако се раскрием сам со себе, пиши пропало, може затко да иде во гроб. Дали ти се допаѓаат момци? Лара ми го украде Дали ти се допаѓаат момци и ако ти се допаѓаат кој нам најмногу од момците во куќава ти е најзгоден, Ора, да напоменам нешто, многу ми интересна ситуација, мора да се дешава ваква игра за да некој ти постави прашање дали ти се свиѓаат момци, бе? И јас ти го поставив надбор прашањето, дали Добро, јас Да, така беше. Значи јас не сум го Така да некој поставил. толку има да го праша, стварно ми го прашува. И ја немам проблем со тоа да одговорим дека не е така, а искрено ако мене некој ми се допаѓа од вас, би везел за некоја моја реклама за мојот бренд, ма да никој не везел затоа што немате никој критериуми такви. Може ти понудив, може за некој мој колега. За мене не. И само ја доста соработувам со женскиот свет и многу добро знам дека го разбирам на женскиот сензибилитет и може затоа кажав дека ти би имал огромна женска публика. Тоа не значи дека јас за тебе сметам дека ти си убав. А што би го сликал Лиле со 1,40 м? На слика тоа може да изгледа фино. Единствен човек од твоите Јас се краси навредив, изнесе на кога не беше вистински према начин Илија, сум ама јас сакав да јас. кажа, јас Срам и јарам да ти е. И ципелите И ја исто сматрам да сам ја најлепши укучанин. Кој од женските сметаш дека е вокално најслаба, а исто и од машките, кои сметаш дека се најслаби вокално? Вокална? Пејачка, да. Вокалот. Дека има најслаб вокал. Дека или не знае да пее доволно добро. Од машките Ама биде реална и реална. Од објективна. машките Иле?
А од женските... Зој. Ти се нуди песна која што бара многу провокација. Тебе песна ти се свиѓа премногу, сакаш да испееш. Ти се нуди продукција одлична која што знаеш дека ти направи феноменален спот. Меѓутоа се бара од тебе малце да бидеш облечена попровокативно во однос на само гакички и горандел како прсот нешто такво, со штикли и да играш малце попровокативно, тоа што на пример ние тебе би те замислиле. Дали би го направила? Дали би ја прифатила? Кој што самата песна би го барала тоа од тебе, односно продукцијата која што би го режирала? Ко прво одговорот е не, а ќе ти објаснам и зошто. Не заради провокативните сцени или изглед, туку Значи провокативни сцени, извини, мислев на играње. Да. Не на на такви ствари. Не што тој ти ба. Абе, зависи, има облажено нешто и поекстремно. Не сум против такви види експерименти, ако јас се чувствувам удобно во моето тело, ама пак би рекла дека ја, например, Rihanna стайл, не мислам, не прифатам дека не верувам дека ја тоа можам најдобро да го продадам. И ако не мислам дека тоа можам најдобро да го продадам, не би го направила. Да, дека се двомам дека би излегол добар резултат ако ја не се чувствувам комотно правејќи го тоа. Се приметува одма. Значи, дека не си тоа ти. И затоа не би прифатила. Иначе нема против нешто у клип да изгледам. Сакам да изгледам сексипилна, провокативна, атрактивна, што не мора да значи секогаш голотија. Апсолутно да. Океј, thank you. Верувам строго во тоа. I've been feeling so fine, baby. Така и да поправам. Сигурно тогаш беби ќе направи. I've been feeling so fine, baby. И седеме само ја. Не кажи приказки, да молам. Те се 14 луѓе, 14 поштети, крај. Кој никаде не дека остари. Ама не збори никој со тебе моторно само, зборам со Валери. Тоа е моја само лично мислење. Па тоа ти што кажеш лично мислење, сум ја овако ќе дел, што треба да се храни секој со тоа. Ама добро дека си кажеш дека. Ама не кажи дека треба да везат по 3 паштети. Те молам. Па ја кажам дека за луѓе што сакаат да треба да има јадење. А јас сакам ти што сака достава да се намали јадењето за да ја на пример така правам кога сакам да ослабам, ја не дозволам дома да имам многу храна. Зашто знам до 3 сат 4 да не јадам и пред да легам да се напукам. И јас мислам. А Јас вака? станувам секојаш кај 3-4 и јадам. А вака лоше да имаш, ме разбираш? Колку јадеш? Што повеќе лоше за да може Чекај, да се значи, пак ја се колку да јадам, имаме што ти некоја треба? идеја. Како ми кажеш кој су баба Вања? Вања моја. Не, за Александра не сам. Ја гледам Александра на телевизија и ја гледа вака. Она толку си кажува работите. Искрено и као на заебанција што не би кажал дека се доколку би кажал дека не е нормална девојка. Бас она се што го прави оно шоу, мене така ме дува. Не е нормална Секоја девојка. девојка го прави надвор. Да, со секој да го прави. И она ја праша што правиш, овој вика пушев цигари, кој мислам, нели? Не, ја боли што ќе се помислам. Значи тоа е нели двосмислено нели ова, али она толку природно кажа, тоа што ала ти кажа. Онака ми делуваше онака на Интересно пластична. кој се Вие збори, не другарски. Ако да не са присутни, а са присутни. Да, али не другарски. Не она другарска фина пријателска комуникација, него форсирате некоја пластична комуникација од еден друг вид у доза. Глума, така да. Глума, Па не глума, него како фазон на непотребна. По моментот, али со цел. Сакаш да ти покажам сега во моментот? Нема потреба. Е, па што тоа збориш? Зашто што ти се дачи да го одговор моментално. Искрено ти кажам. Да препаснеш да ти си забребаш. Правите само муабет што ви на вас? Што ми служите мене тука муабети? Ајде губите. А што правите муабети тогаш тука? Правиме оно. Па нема каде стопка, кај да идам сите камери? Не побаравме од никој од вас да Јас знам кај.
Сигурен си? Кај што пушите цигара. Да, бе. А, да. Кога веќе кажа кај пушиш цигара. Кажи дека ме сакаш да пишат утре дека стварно Не се ја сакаш. сакам Зои, не ја сакам, аферата не е точна. Честер. Ја станичката ме у шесто дарение ме кутна поради тој предмет само ме оставаше да повторам годината. У шесто деня си паднал во година. Да, исто ще сега. Што се деша? Летно време јас со моторот се возам и ја сретнав на улица. Оди по тротоарот. Качување на тротоар и право у неа. Не едно такова мотор, чува она. Кога рече рипам, мајката викам саки ти ја ебам, ти мене година ти ме куткаш. Ќе ти изгадам, вака се така, саки од мотор си му шамарот, так, ај полиција, ај ватрица, од дете прави бели. Дете па и јас. Класно па. Ја многу сакам географија. И син имаше генерација со мене, го искина патјот. Историја, Секај да го идам овие во тебе. хемија. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you gotta get to give. Идемо, чекај. Easy and Чекај малку, чути се. Ај, мам после го свири, чекај да почнам само, ми ја чути. сега која клауза? И пратиме со бит. Слушај. Ч, јас сум Тифани, идам у трети разред гимназија, имам дугачки ногте. Полетел си мили сукницу и роза бутицу, која by the way права, а не е фейк. Што богаца. А да мене мој свек. Имам пирци со Сваровским диамантом и на минус 10 носим јасничу од тука нагоре закопчано до носа да се не прехладим, затоа што е тоа фешн. Yes. Fashion Мама, зар тоа е онај свет о коме некад причала си? Тежината ставија на една нога, на оваа што ти е права. Прекини бе веќе со Зои. Левата рака може да брзо што се галиш. Ставија на друг, еден куп па друг. Не, тежина. На правата нога ставија тежината. Ова ми е лабава, гледаш? Ја исправуваш, пак. Ја исправуваш. Таа што ти е лабава ставија напред. Само ја исправуваш и пак ја враќаш. Таа што ти е лабава ставија напред. Е како е? Да, е. О, yes. Лабава ми е. Ај ова прави. Е како е? Не. Ај ова прави. Беби ова го прави. Као прво ногата е ова, а ова е вака. Никогаш не се прави вака нога, тако да ти се моча. Не ми кажувај ти мене корограф ми има, кажам во албанци го шпрсите треба да се надвор. Значи јас се ева го. Беби му кажа. За да изгледа секси треба да биде буквално вака. Значи ако застане вака е губирам на тежата. Ја мислам дека е подобро да запреш цело време ке чуваш. Ама не те прашувам за отворено затвор. Гледаш нешто отворено? Не е за отворено, како? Не мора да сум да ми се моча да Ама таков е ставот за кабаре шоу, значи, таков е ставот. Еве ја шовела. Значи јас ти кажам ногата како треба, ти како сакаш мисли се. Вака? Значи Марија намерно снимав снимката што ставам дека ќе ти обяснува. Побаре го Што се замараш, нека се облука. Марија, тоа е. Побаре го апаратот и имам снимано беби цело.